Добре дојдовте во вториот дел од нашата LOL Mix епизода, каде зборуваме за сите интересни домашни LOL ситуации. Во оваа серија разговори ќе слушнете како децата зборуваат за нивните дедовци, домашни активности, готвење, нови кревети, орање на нива, како и за роденденски торти и омилени коли. Подгответе се за смеа, неочекувани приказни и моменти полни со детска искреност и фантазија. Врзете го појасот, почнуваме за 3, 2, 1, одиме! Во кое село во Охрид одите, кажи? Па имаше едно село. Не, Студена бара е село. Студена бара? Тоа во Охрид ли е? Не. Па кај е таа Студена бара? Возиме трактор со дедо ми Стое. Како се вика дедо ти? Стое. Во Студена бара возите трактор. Имам и дедо Гоце. А дедо Гоце кај е? Дома. Добро, знам, ама кај живе? Кажи бе, А, до мене бе закачен на мојата куќа долу. тука ти е закачен на твојата куќа? Да. Зошто? Па долу, вака, долу. На долниот спрат? Да. Таму живее Гоце. А Стоја живее ваму, Студена бара. И он живее во Илинден. А во Илинден, ама во Студена бара е тракторот, така? И чекай, таа бара студено е тоа многу? Таму. Бара? Па тоа селото студено ли е многу? Сега е ладно Грција. Грч, значи може да лета некој. Таму може. Таму може да леташ и да возиш трактор Да. по Студена бара. Значи се, а преку лето топло е? Преку лето можеш да возиш трактора, сега не. Сега не. А преку лето топло ли е? А? Па топло е. Таму во Студена бара топло е преку лето? Топло е. Топло е, па чекай, во лето ја викаат Студена бара? Не, веројатно ја викаат топла бара. Студена бара. И во лето ја викаат студена. А топло е. Не бе, тако се вика селото. Студена бара. И нема врска дали е студено или топло, оно си се вика Студена бара. Да. Друго нешто готвите со тато, освен палачинки? Значи, готвиме компир манџа. Како се прави уште комбир манџа и да си бегаме? Црвен пипер се става. Црвен пипер. После? Потоа ставаш, значи, 5 минути да се вари црвениот пипер заедно со водата. Добро. На крај ставаш малку борање, сичкаш смевче. Ставаш во друг сад. После ставаш зејтин, значи се вака правиш неколку минути ама кога ќе се испржи. После тоа го додаваш во водата. Во водата, заедно. Со црвен. Со црвен пипер, многу црвен пипер, значи треба. Добро. Да биде црвена? Добро. Ама. Мене знаеш што ми е прашањето? Компирите кај се? Компирите се сечкат на половини. Па ти ми рече боранија стави. Значи и боранија се става. А и боранија се става. Ова е боранија компир манџа. Така? Да. Браво. Ете, тоа е рецептот да знаете, да помагате на мама и на тато дома да се сготви нешто за јадење. Фала ти многу, Лука. Ама знаеш што? Да ти кажам, нека мораш да дојдеш кај мене дома. Зошто? Да ми пееш? Не, Туку? туку да седиш кај мојот кревет и да ме гледаш како да играм. А како ќе играш до креветот? Да, Само таму играш, значи? па да сам во мојата дома внатре играм. Тука кај креветот? Па да, ама ја имам еден нов кревет. Ајде бе. Да. Од кај го купи? Ми го донесе еден мајстор. Мајстор? Да. А он од кај го купил? Па не знам, изгледа малце го поправил или го купил. Од кај ги купуваат бе тие кревети? Па не знам, бил многу скап. Скап? Да. Кој ти кажа тоа? Мајсторот ти кажа? Не. Туку? Туку никој не ми каже, туку мајсторот го донесе и донесе во едно кутивче така големо и баба ми и тато го
наместија дома и тоа е. Ама чекај, мајсторот што правил? Зошто мајсторот го донесе? Па не знам. Не знам зашто мајсторот го донесе. Стварно, не можеше татко ти да отиде да го донесе? Па не. Зошто? Оти на тато му било тешко. Така ли? Да. Мајсторот Ама татко ми е силен, но не може да го крени тој голем пакет. не можеше да го крене. А овој мајсторот, значи уште посилен бил. Да. Имаше мускули? Па не го видов, не беше внатре кај мене. Не, па кај го местише кревето? Он само го донесе изгледа. Го донесе и го остави само пред врата. И задзвони си отиде и тато и баба го зема. Се изненадија? Да. Не знаеа дека ќе ви донесе. Да него Дедо Мраз да не го донел кревето. Да. Дедо Мраз бе. Значи Дедо Мраз е мајстор бе. Така? Да. Ама за нова година не ми го донесе. Не за нова година, кога? Па за некој ден кога не беше нова година. Значи може за нова година му бил тежок, не можел да го донесе. Да. Немало место на санката. Да. Така, сега ти го донесе, со задоцнување. Па мислам дека да. Па чекај, нели се извини да каже извинете што задоцним со кревето? Не ви рече ништо? Па не. Која таа некултура? Па не знам. А како се вика мајстор за кревети? Па не знам. Тој што прави, да не го има направено креветот. Па ја не знам како го има направено. А дрвен ли? Па ја мислам да не еден мајстор го направил и му го дал на Дедо Мраз. Ај чекај сега, тортата каква ќе ти биде? Како оваа количка ќе ти биде тортата? Ова е твојата омилена кола? Да, омилена кола ми е ова. А тортата ќе ти биде кола? Со Toyota Supra. Toyota Supra е ова. Да видам. Колку кубика е ова? Колку троши? Троши многу бензин. Не троши. Ич, не троши, а? Да, вози брзо, не до 300 на сат. 300 на сат иде. И колку кубика не ми кажа, дали е бензин или дизел? На бензин. На бензин е, добро. Тој кога одев на базен со татко ми видов една кола на батерија, Тесла. Тесла, Да. Кога одев тоа на базен. И чекай, таа ти е поубава или оваа Супра? Супра и Тесла, и двете коли. Тие ти се најомилени, а? Да. Други кои марки знаеш на коли, извини, вака да те прашам, гледам дека сакаш коли, а? Да. Да. Знаеш, Ове смешни човечињата. Да бе, еве ги овие смешни човечиња, питани се. А слушај, не ми кажа тортата, ја нарачавте ли за роден ден торта? Да, ја нарачавме. Каква ќе биде тортата, во форма на што? Со Toyota Supra. Toyota Supra, договорена е, значи, више? Да. Еј, може јас да дојдам да ги јадам од тортата тркалата? Од тортата сакам тркалата да ги изедам. Кажи ми, ти што ќе изедеш од тортата? Воланот, може? За тебе воланот? Да, ете ги. Да бе, ете ги тие. Чекај, а за тато што ќе даде од тортата? Што да јаде? Шофершајбната може? Шофершајната? Да. Шофершајната. А за мама? Што да јаде мама од тортата? Спойлер. Спойлерот, за мама спойлер. За баба? За баба. Гуртните. Може? Не за баба, вратите. Вратите за баба. За дедо? Еве ги пачовечињата, да. А за дедо што? Што да му даеме од тортата за дедо? Ја да ти кажам. Седиштето. Седиштето, добро, дедо седиште. А ти не ми кажа. Воланот одлучи, а? Слушаш? Пип. Што ти е интересно најмногу кај овие коли? Што ти е најинтересно? Дека многу брзо иде. Не. Многу брзо, а смее така брзо да се вози во град? Да. Да? Ама полиција ако те фати? Нема ме фати, нема полиција. Како бе нема во град има полиција? Ама ако водам брзо ќе снемам полиција. А, сакаш да кажеш не можат да те стигнат? Да, дека сум многу брз. Ама знаеш дека не е дозволено така брзо да се вози. Само на трка.
Тој за кревет и мајстор знаеш како се вика? Како? Креветар. Креветар. Да. Па знам. Да, така. А знаеш како се вика продавница за кревет? Па не знам. Па ти што мислиш како се вика? Штом се продава кревет, како се вика? Па не знам како се вика за кревети. Продавница за кревети, како би се викала? Па ако се продава бурек, како се вика? Не знам, татко ми не ми кажа. Не ти кажа, татко ти па ништо не ти кажа. Значи, ако се продава бурек, се вика бурек-джилница, така? Да. Ако се продаваат кебаб, кебабчиња, кебаб, како се вика? Кебаб, джилница. Ако се продава кревет, како ќе се вика? Креветилница. Тоа ми се допаѓа. Тоа ми се допаѓа. А маси ако продаваат масички? Па... За масите не знам. За масичкилница може да се вика, нели? Да. А фотели ако се продаваат фотели вакви, како ќе се вика таа продавница? Па... Продавница за фотели. Па... Фотели продавница. Да, фотели продавница. Да. Така, да. Што правиш ти со дедо ти? Кој ти е дедо ти? Дедо Мико. Дедо Мико. Аха, а што правите со дедо ти? Правиме, значи... Готвите и со дедо Мико? Не. Него? Значи, туку, орам. Орате? Да. Што збориш? Каде орате? Лозието. Во лозјето го орате, лозјето? Да. Кажи им што значи да се ора лозја. Како се прави тоа? Трактор ќе взимаш, значи трактор. Голем трактор, црвено оно или мало некој трактор? Мал трактор, чамо црвен. Култиватор да не го викаат тоа? Да. Добро. Ама трактор се вика на кратко име. На кратко трактор, да. Значи, го правиш вака. Има една рачна, само вака и правиш. Има една стрелка вака, има една рачна вака правиш. И само се упава, ама паз, мораш слушалки, пошто многу брмчи. Аха, слушалки, имаш ти слушалки? Да. Добро, и? Ама нема гумени чизми. Немаш гумени чизми? Треба се гумени чизми. А зошто? Пошто ако врне, може земјата на кал. А чекај, дедо Мико има ли гумени чизми? Да. Па тебе не можеше да ти купи гумени чизми? Значи, има само специјални чизми, само за дедовци, само за тие што можат на работа. А, така, добро. И зошто треба да се ора лозјето? Пошто, значи, требата и со цвеќињата. Значи, и поне да така биде поздрава. Поздраво да биде лозјето? Да. Зашто? За да извадиме тревата која му ја одзема водата на лозјето и другите хранливи материи од земјата, така? Да. Така. Дедо има специјално ѓубриво за цвеќиња, значи сини цвеќа. Добро. И може од нив да се прави нова трева, нови цвеќиња и нова храна за цвеќиња. Браво, бе. Тебе што малце ти е роден ден? Да, за 2 дена. Леј! Ја спремивте тортата? Да. Што ќе биде тортата? Капибара. Капи? Бара. Што беше тоа? Па едно како глодар. Глодар. А некој цртан е тоа? Па има неколку цртани, има и песни од него. Што збориш? Која песна? Па капибара, 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 таква е. Еј, не ми текнува ова, негде ми си има појавено сигурно. Капибара ги биде тортата? Да. Што сакаш твоите да ти купат за роден ден? Што? Па сакам скейтборд. Еј, што збориш, бе? Знаеш да возиш или сакаш да купиш за да научиш? Знам да возам. И имаш веќе? Не, другарка ми ме научи. А, па сега да возите заедно. Значи Да. скейтборд ќе возите, другиот женски ролерки, роши, невес, борд ќе возиме, така? Што би рекле, многу сте кул.
Ова беше вториот дел од најинтересните домашни ситуации. Слушнавме како децата се забавуваат со дедовци, готвење, нови кревети, роденденски торти и омилени коли и има нешто магично во нивниот свет, едноставно и искрено, со многу смеење и фантазија. Останете со нас за следните забавни моменти и нови приказни од детската перспектива. Се гледаме следната сабота. Со Сашко и со Мак Петров.